Почитувани, ви благодарам што не се придружувате на Слободен печат. Во следните минути овде ќе зборуваме на темата моќта на продажбата. И ќе ви кажеме едно место и еден ден кога ќе можете да научите вештини, техники, како да бидете подобри продавачи. И сега знам дека после оваа најава многумина од вас можеби ќе го сменат каналот, а ќе се задржат оние кои што ги интересира продажбата или работат нешто поврзано со продажба. Но ќе ги замолам пред да не напуштат и останатите да останат заедно со нас, затоа што во следните минути не зборуваме само за класичната продажба. Продажбата генерално ја има секој од нас и треба да ја знае секој од нас. А конференцијата трета поред, Be Next конференција која што ќе се случува на 28 овој месец, всушност ќе ви донесе животни лекции. Зборувам во продолжение со Георги Докузов, познат по подкастот Next Gen, кој што е всушност на некој начин основач, двигател на ова движење и оваа конференција. Георги, добре ни дојде во Слободен печат. Добре ве најдов, фала за поканата, фала за добриот пречек, многу ви убаво тука. Драго ми, ако се чувствуваш така, се трудиме да бидеме добри домаќини. Георги, зборуваме за конференција која што се случува по трети пат кај нас. Ајде едно интро за оние кои што можеби прв пат се среќаваат со поимот Be Next конференција. Првите две конференции се случија каде, како помина, едно интро за пред да преминеме на третата. Една брза ретроспектива, значи првата конференција Be Next настана тотално случајно, ја предводеше Немања Антич, тој е познат претприемач од Србија. Настана во некои си 20 дена на некое негово инсистирање и предпознавање нешто во мене дека можеби јас можам тоа тука да почнам да го правам. Тоа беше негде 4-5 февруар минатата година ја пуштивме, 24 февруар имаше 250 луѓе речиси во паблик рум и така некако настана многу спонтано, многу природно, како што спомна ти, произлезе на некој вид на продукт од мојот подкаст. Сите гости на мојот подкаст, тоест сите говорници на Be Next претходно биле гости на мојот подкаст и некако тоа произлегува конференциите. Втората ја направивме исто така за многу брзо на 7 октомври минатата година со Владимир Ѓукановиќ. Тој е бивши директор во JP Morgan, најголемата светска банка, беше гостин во Скопје, во Хилтон и направивме стварно бум, имаше 400 луѓе. И така сега за помалку од година, тоест за година и 4 до денес сме на 24-ти, ако не се лажам. Да, снимаме на 24-ти. Да, снимаме на 24-ти. До денес е година дена од првата. Така што тоа е некоја ретроспектива на брзина, многу спонтано, многу природно. Честитам за тоа што оди во нагорна линија, една тема која што не е многу актуелна кај нас. Ќе се согласиш тоа? Па, ќе се согласам, не е актуелна и тема која е тешка да се избутка и да се направи. Зошто? Зошто е, Георги, тешко? Што мислиш, каде е проблемот, каде е кочницата? Зошто нашите луѓе не разбираат што е моќта на продажбата, што има се во селсот? Не знам, веројатно луѓето се претрупани од некои информации, заробени се можеби во некој начин свој на живот, во некој обврски, некое темпо кое до негде и разбирливо и темите кои ние ги носиме можеби бараат малце поширока интроспекција, малце повеќе работа на себе и веројатно не се така на прва атрактивни и треба многу повеќе работа за да се најдат тие луѓе што би можеле да навлезат во овие теми, па да се пронедат, да дојдат и некако да допринесат за приказнава што ја градиме. Така што мислам дека се тешки теми, и нормално е. А суштински? Тешки теми можеби за разбирање, но суштински за нашето движење. Суштинските се најтешки. Суштина, секогаш се подобри некои хакови, некои методи, тука нема такви работи. Но затоа пак велиш дека втората конференција поминала експресно добро, со оглед на тоа што имало голем интерес. Ајде, какви беа тие зад кулисите разговори од посетителите? Кој ја посети конференцијата? Дали тоа беа луѓе од бизнис светот? Кои се луѓето кои што треба да дојдат на оваа конференција? Така, 80% од луѓето кои дојдоа на претходната и на оваа, можеби 90, се луѓе од бизнис светот. Тоа се луѓе кои сакаат да се нарекуваат предприемачи, нели, кои може да се стават во тој кош негде заедно. Значи луѓе кои сакаат да работат на себе, на својот бизнис, кои го бараат, така амерички се изразам, тој едж, нели сите го бараме тој ќош за да успееме, бидејќи е доста сличен патот на сите, нели секој се тие детали и мали одлуки, работи што ќе ги слушнеш, нешто што ќе те насочи негде, што ја прави таа разлика, што е пресудна во ова време, каде што сите се на некој начин се тркаме и со се што правиме, така што да голем дел на луѓе кои се предприемачи, луѓе кои се склони, кои сакаат да работат на себе, така што
Ако треба да некако да го дефинирам Бинекс, би го нарекол до сега тоа што го видов, бидејќи јас не почнав со некоја намера да го дефинирам од старт, некако сакав само да се дефинира. И исто и за подкастот мој претходно изборевме приватно. Него сам си доби некоја суштина, нели не тргнав јас сам да го дефинирам, така што Бинекс би кажал дека е место кај што амбициозните луѓе наоѓаат по нешто за себе, се дружат и слушаат интересни предавачи, не секојдневни и луѓе кои доаѓаат најверојатно само еднаш. Тука и Но и место каде што можеме да станеме и да се разбуди амбициозност, така нас дури и да не сме амбициозни. Може да се потикне, да. Така, нели? Да. Јас така го доживеав, не сум била. Еве, на третата можеби ќе присуствувам затоа што ме заинтригира и присуството на главната звезда која што ја најавувате, Драган Војводик, е човекот кој што ќе биде главниот говорник. За мене непознат човек. Зошто е оваа фигура важна и кој е тој човек? Зошто е важна? Сега можам да ти кажам зошто на мене например ми е важна и лично зошто јас сакав да го донесам, бидејќи на некој начин јас лично го поканив на страна од биографијата негова, 25 години е представник на Сендлер. Тоа е најпознатата светска селс методологија што потекна од Балтимор, USA, од Дейвид Сендлер, еден од најпознатите селс личности во Америка. На страна од неговата биографија, неговото размислување и некои ситници кои ги кажува на тема продажба, тоа како продажните тимови, како лидерите се однесуваат со продажниот тим, која е продажбата, дека е всушност темелот на секоја фирма, дека сите ние живееме од тој што продава, во кој и екосистем да се наоѓаме. И упростувањето на тие работи, некако и неговото гледиште на тоа беше некако потик за мене, вау, како размислува овој човек. А како дознати за овој човек? Како знаеш? Тој е од Србија, да кажеме? Од Србија, да, од Белград. Имал доста интервјуа во Србија, доста е познат, има книги. Јас веќе нели еден гостин има, втор гостин од Србија, уште неколку имав на подкастот гости кои се срби. Тука е негде тој круг, така што оддамна знаев за него и оддамна размислав дека можам да дојдам, а во почетоците беше нереално, бидејќи некои работи кои се поврзани со општо со Сендлер и со него, некои захтеви од нивна страна беа до претходната година нереални за нас да ги оствариме, највеќе од финансиски аспект. И беше малце и нереално да замислиме дека може да дојдам, искрено се нафатив на огромен ризик, тоа е усвари најголемата вистина, нека во почеток на година решив да го направиме овој стварно така малце незамислив ризик за тоа кај се наоѓаме ние и јас како поединец и фирмата што ја представам и луѓето кои ми помагаат, така што беше се на ризик и еве го се исплатеше сега на 28 ќе имаме полна сала и доста гости на конференцијата се од Србија и претходно биле колку што можам да забележам. Па така се поклопува, да. Дали тоа значи дека нашиот северен сосед, кај нашиот северен сосед, оваа тема е подобро развиена од овде? Имаме ли ние вакви говорници, вакви моќни луѓе во оваа сфера? Дефинитивно дека имаме. Добра. Дефинитивно дека имаме. Тоа е едноставно склоност, можеби знаеш, луѓето од Србија кои доаѓаат тука секогаш е странец, па има некоја склоност повеќе да продаде нели карти и слично, така и за и кај артистите, што е нели сега јас не би рекол дека за жал јас не сум ни од таа теорија, едноставно се е на крај економија и се е тоа кој колку продава и слично, но верувам дека има и кај нас квалитетни. Тројца од нив ќе бидат на оваа конференција, тоа е според мене најдоброто што го имаме на нашиот пазар, нели има многу квалитетни луѓе, веројатно голем дел јас не ги знам. Од тие јас што ги знам најдоброто исто така го поканив и ќе биде дел сега на 28. Кои се тие? Значи конференцијата ќе отвори Огнен Огненовски, мој пријател и голем поддржувач на ова што го правиме, директор и основач на Target Group, бизнис мрежа, тоа е бонитетна агенција. Он ќе представи сликата за продажба, како изгледа во Македонија, кои индустрии продаваат, кои продаваат паметно, каков е тој кеш флоу, нели, проток на пари, што помага на фирмите да растат преку добра продажба, преку стабилна продажба, така некоја слика ќе нацрта на почетокот на конференцијата. Да, нормално потоа е Драган. После него е Марија Мешкова, така имаме женски представник. Само што ќе праша. Да. Зошто ги дискриминирате жените? До сега на секоја конференција, ако не се лажам, на првата конференција беше Марина Анчевска, ја отвори, она е НЛП тренер. На втората конференција сега во моментов не ми текно дали имашам, претпоставам дека имаш исто женски учесник и оваа секако нормално нема дискриминација. Го запазувате тој баланс. Нормално мора да се запази. И поубаво да изгледа нормално, да има слика и за тие од женската страна што сакаат на таа тема да знаеш секогаш е добро е да биде секогаш фер и поделено и еднакво. И како што спомнав Марија Мешкова, она е
имаше почеток на својата кариера како контент креатор преку Инстаграм, таму има се уште милион следбеници, продава курсеви за англиски, понатаму во кариерата се насочи спрема овој сегмент сега што го работи, а тоа е некој вид на confidence coach, тоест им помага на луѓето да зборуваат англиски со самодоверба, да продаваат со самодоверба, работи со исто луѓе на високи позиции, директори и слично. Значи тој е доста тренд во светот, некој confidence speaking, или колку е битно тоа да веруваш во тоа што го збориш, да имаш проток на мисла и слично. За продажба е пресудно. И тој дел ќе го опфати интерактивно со публиката. И за крај исто така македонец од Америка, Блаже Здравев, ќе биде оне во топ 1 брокер во Америка. Таму е повеќе од 15 години, продава имоти од милионска вредност и ќе каже некои од тајните кои таму влијаат на големите луѓе, тоа како успеа да затвори такви сделки. И ќе проба тоа да го каже најдобро, веќе го имаме предавањето, така што Како е досега интересот за конференцијата? Ја препознаваат ли оваа платформа луѓето кај нас дека е нешто каде што можат да научат нешто да ги од како ќе излезат од Хилтон дека ќе бидат подобри луѓе? Апсолутно искрено, ако морам најискрен да бидам, мене не ми се верува ни како стигнав до позиција да работам со волку добри луѓе како овие последниве 3 конференции. Од една страна, тешко е ова финансиски да се изведе, тешко е да се направи план за цела година да се одвива, да се најдат гости, да бидат сите задоволни, но од друга страна со како вид на луѓе се работи е стварно привилегија. Така што неверојатно баш имав ситуација кај што еден дечко немаше карта, не му стигна картата, нешто не се генерираше на сајтот, некој нормален баг. И кај што му беше глупо една недела да ме побара, за карта од 300 евра, кога му беше во некав да досегам, знаев дека ќе ме побарате. Ние во целата гужва сме, викам као заслужив да работам со вакви луѓе и стварно чувствам привилегија за ова што го правам. Искрено, најискрено, покрај целиот притисок, можеби стрес што е нормално и се, но со вакви луѓе се работа што се спремни да бараат нешто плюс кај себе и спремни да платат за тоа, да нема гратиси кај нас или такви работи, сите доаѓаат на своја желба, нема групни некои посети, него индивидуално и што препознаваат нешто во настаните што ги правиме. Огромна чест за мене. А кога веќе сме кај ова да одиме на истата линија, следното прашање би било на кој начин ти почнуваш да се интересираш за ова? Која е главната каписла која тебе те заинтригира па да влезеш во овој свет? Не знам, тоа би било многу, уште од дете некако секогаш беше смешно, баш се смеам со моите тоа. Значи ова што го представам денес и што го прави NextGen подкаст е некој вид на модерно претприемништво. Јас имам 25 години, 2000-та генерација сум. И ние некако со сите можности што ги дава интернетот, со се, некако ни е наметната таа слика да успееш, нели со тоа веројатно да имаш углед, да имаш пари, некако тоа ми е уште веројатно од дете влезено во глава, секогаш бирото моје во соба се викаше офисот, значи тоа ми е офис као, и секогаш сечев од весници сечев како банкноти, ги правев со ластиче како пари и сега ова со канцеларијата го успев, сега уште ова со банкнотите се смеам. Уште тоа да стигнеме. Пак ја частиш. Да, ама се е на фирма, банкноти има само електронско. И не знам, едноставно и сите луѓе ја имаат истата замисла. И да успееш, таа е едноставна работата, многу. Тоа ли е? На иста бранова линија сте со луѓето, сите што сте таму присутни, тие 400 што биле на конференција, ја имаат таа да виза во главата, таа енергија кружи. Апсолутно, таа енергија. И се дискутира, нели, нормално на широко, секој на пробува длабоко. на некој начин да успее, да, веројатно. И го бара тој, дали претходната беше за инвестирање, нели, тоа е пак некој успех, финансиска независност да стекнеш, да научиш како да инвестираш, што да правиш со парите, да работат за тебе, нели, да се избориш. Баш имавме смешна ситуација, се смеам. Има другар Бојан што така што работи со мене на конференциите и се смееме, Немања Античка имаше првата конференција и имаше еден дечко во публика и Немања има некој вид на перформанс што е дели стендап, дели мотивацијско претприемништво, значи склоп од милион работи 2,5 сати без пиење вода, значи нешто невидено. И баш имаше еден дечко и во публика и он има комуникација со публиката и дојде до дечкото и кога го фати за рамо вика, као на српски вика, брате, мора да успеш, вика. И ние се смееме, тоа ни е некој остана како бинекс, као мора да успеш, као и сите на крајот денот нели тоа некако го да ти останува таму некаде. И ти останува и стварно е такво време као млад и ово време што живееш некако стварно го бараш тој
да не бидам сега, тоа е реалноста, бараш некој начин, ако си малку свесен, бараш некој начин да се пробиеш и мора да успееш. Едноставно, тоа е некако и вистината. За жал една звезда водилка, една мотивација тоа дека мора да успееш. Во целава приказна ми се вклопува Ник Вујчич. А дали планирате повторно да го тој беше пред неколку години во Македонија? Да, не знам каде го прашање, не знам каде може вакви сайт информации. А мислам дека ме праша поради да, мислам дека ме праша поради PR текстот. Во PR текстот за Драган стоеше дека 2012 имаше заедно говор на Белиот двор во Србија со Ник Вујчич и мислам дека од таму си го извадила, ама иначку ми не достига во целава приказна. Не достигам оне, веројатно не можам да откривам и ова сега ме пресече со прашањето. Веројатно би требало да ја попуни до крај на годината ова приказна, ако успеем исто голем вакво. И сега не планирав на таа. Те стави незгодно. Да, мислам дека од PR текстот си го извадил. Не, само ми не достигаше. Ајде што малку сакам да го доближиме Драган Војводич, извршен директор на Сендлер тренинг, така добро кажав? Представник на Сендлер, методологија за продажба, амерички систем направен од Девид Сендлер, постои 65 години. Сега, што ми беше интересно, гледајќи го интервјуто твое со Војводик, вели дека 75% од состаноците се губење време. Се согласуваш со него? Апсолутно да, дури и повеќе би рекол. Знаеш, неговата методологија и тоа што го представува, јас сега имав паралелно работејќи нели со него и за да ја продадеме оваа конференција, бидејќи исто беше многу, нели ние продаваме и учејќи со него некои работи, сваќаш колку некогаш ако суштински се поставиш и ако знаеш што бараш од старт, многу полесно ќе стигнеш до целта и некои ситници кои би ги направил и кои може да ти помогнат, можам и директно да ти кажам што ми има помогнато од него, нели баш да бидам конкретен. Може, би ми било драго. Баш кога имаме состаноци со партнери и сега Драган ме спремаше мене, знаеш, кога ние имаме одредена сума што ја захтеваме, настанот го сметам, го позиционираме високо, ние се даваме многу, јас лично премногу се давам во ова и морам од старт да го ценам, бидејќи ако играм на друга карта, од старт и се чувствува. И се чувствува тоа и знаеш, и треба и да влоиш енергија за да се чувствува така, полесно е да се спуштиш. И ми вика, знаеш, кога ќе разговараш со некој, нели они ќе речат зашто е цената, да речеме, 1000 евра да речеме, зашто е цената така и знаеш, вика, ти како можеш да го заобиколиш моветот за цена, вика демек нели не е проблем цената, може да дискутираме цената и секоја понуда има своја цена, се може да се преговара. И ми вика, но дали вие вика сакате нели после ова што ќе работим, бидејќи ме побаравте да се работиме, сакате ли да бидете задоволни од ова што ќе сработиме, нели како јас и ти се од интервјуто. И вика, они ќе ти кажат наверојатно, да, ние сакаме да бидеме задоволни. А вика, ти ќе ги прашаш, вика, би сакали ли вие кога ќе ме прашате на крај на нашата соработка, Георги, дали си ти задоволен? Би сакали да кажете дека нели сум задоволен? Обострано. И вика, тука ќе се скокне тој муавет за цена, например, знаеш, кога ќе ми поставиш на луѓето дека носиш некоја додатна вредност од тебе, дека ги, нели, бидејќи стварно во суштина се небитни парите на. Да, ама и некако мислам дека и ние сме тука ова поднебје, честно исклучуваци, луѓе кои што не знаеме доволно да си се седиме. Тие плати кои што ги заработуваме ни го докажуваат. Тоа и се бориме, додека ние разговараме, уште има има протести за 6 евра минималец и така натаму, така што и тоа ни докажува дека навистина ние треба да почнеме од секој индивидуа од себе, да си се цени и да си се вреднува. Кога сме кај цената, колку чини картата за оваа конференција и зошто треба да ја купам? Значи, картата за оваа конференција, моментално цената е последната цена, останати се уште малце карти, последната цена е за конференцијата 100 евра, почна од 60 евра. Тоа е искрено, ако треба онака на прва, што би кажал, тоа е буквално символична цена за гостувањето на Драган. Претходната конференција на Драган, мастер-класот моментално изнесува 300 евра, почна со 200 евра. Претходниот мастер-клас на Драган во Сарајево беше почетна цена од 1100 евра. Така што и ние овие цени што почнавме некако почнавме со 60 и со 200 евра, беа буквално она најниското што може да го направиме и да се вреднува настанот, а и стварно секој што сака да дојде, да може на некој начин да се обезбеди да дојде од фирма или слично, а треба да дојде секој оној што мисли дека продажните разговори може да ги води на некое различно ниво или приметува некоја грешка кај себе, заприметил некоја шема на однесување или на пропаѓање на договори во тоа што во тие што ги прави паралелно, така што ако мисли дека можеби нешто може да измени во тоа, исто што ми остави нов впечаток од Драган. Знаеш, за прваш тоа некако ми звонеше во главу подкаст што ми го спомна.
Вика, знаеш, мора да знаеш, ми вика, ти си нели као млад, нели по-наивен, се уште си млад. Вика, секој има, да, неискусен, нормално. Вика, мора да знаеш дека секој има некој гейм, ми вика. Знаеш, у продажба, а и општо у животот, ми вика. И нели ти мора да вика да видиш дали си ти за оваа игра и дали има место за тебе тука да играш. Може не е само оваа твоја игра. И тоа бика, искрено не сум го размислил тоа така. Мисля, као се спонтано, случајно, се е кул, нели ние младите сме тоа. Вика, секој има гейм, вика, секој игра некоја игра и ти мора да си ја најдеш твојата. И мора да играш. Твојата улога да си ја најдеш. Уште нешто, ајде уште. Ако ти фали гейм во продажба, ако сакаш да го надоградиш, мислам дека може нешто да најдеш тука. Уште еднаш сакам да го цитираме Војводи, затоа што е навистина инспиративен. Вели, заборавете на продажба, бавете се со луѓе. Каков парадокс, човек кој што продава продажба, го кажува ова. Предавањето на конференцијата, тоа кое ќе почне, е насловот што го носи е, така ја продаваме конференцијата, која насловот на предавањето е не постои добра продажба со лоши луѓе. И тоа е некоја сегментација која ни ја прави некои работи да можеш да ги препознаеш од претходно, бидејќи кога ќе го размислиш најдлабоко тоа, малце има смисла. И дека мора да се бавиш со луѓето, мора да се бавиш со нивните проблеми, мора да го слушнеш што му треба на човекот. Геймови. И мора да си во геймот. Да. Не, тоа мора да биде, знаеш, он да топ што викаат од се, да ме колку и да сме искрени и се грижиме еден за друг. Он тоа ми го кажа приватно, или баш кога се возевме вечер после снимањето, снимавме касно нешто низ Белград. И онака ми го кажа кога да чувствуваш дека може би мене ми треба тоа, може така му изгледав зелено малце. И знаеш, кога да чувствуваш потреба ми го кажа тоа, знаеш, мора знаеш дека секој има гейм. Знаеш, и ние имаме сега гейм, и ние секој еден. Георги, ми беше задоволство. Мене уште повеќе. Мислам дека бевме забавни за нашите гледачи и дека ги заинтригиравме да видат што е тоа Be Next, кое што ќе се случува уште еднаш, повторувам, на 28.2 оваа година во Хилтон. Благодарам многу што беше дел Слободен печат. Благодарам, искрено уживав. Драго ми ако е така. Ете, почитувани, доколку сакате да научите нешто повеќе за продажба, доколку сакате да станете подобри луѓе, ви откривме место и време каде можете да го направите тоа.